Добар ден уште еднаш од мене, јас сум Јадранка Костова, ваш домаќин на денот во отвореното студио на 1 ТВ. Како што веќе најавив, гостин во овој отворен појас е адвокатот Насер Рауфи. Добре дојде, Насер. Добре ден. Тој застапува обвинети во предмети кои ја брануваа јавноста, тоа се монструм, диво населје, шпиун, убиството на младиот Саздо. Но до мене сега е Кристина Атовска, колешката. Јас уште на самиот старт на отвореното студио најавив како скандал на денот е она што го објави денеска републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски, а тоа е дека последниве 2 години биле прислушувани фиксните телефони во обвинителството. Снимени поточно, сега се истражува дали биле и прислушувани. Тие пронајдоа само снимен материјал од целокупната телефонска документација, меѓутоа се уште не знаат дали некој, односно дали се снимани на двојно место, на второ место и дали некој друг ги прислушува. Пронајдени се 2 хард диска, така? Полни со телефонски разговори, поточно со целата комуникација од 30 септември 2016 до денеска. Никакви други детали во врска со содржината на разговорите не е соопштена, затоа што нели се води предистражна постапка. Но каде се сомнежите на обвинителството? Токму со оглед на фактот дека се работи за предистражна постапка, тоа е она постапка која е во најстрога тајност, се уште не е премината фазата во истражна постапка. Јавниот обвинител не сакаше да даде повеќе детали, за сега рече, само ја соопшти фактичката состојба на што било пронајдено, меѓутоа на сите останати прашања во моментов се работи и сега се истражува. Исто така не се знае дали некој, како што веќе кажав, дали некој друг имал пристап, меѓутоа она што го потенцираше е дека ќе се чешла и тендерската документација за набавка на таа опрема. Што значи дека обвинителството се уште не е ниту сигурно кој ја инсталирал таа опрема или дали некој однапред ја побарал од таа опрема за да ги снима нивните разговори. Дали се снимани разговорите интерни преку локал предпоставки? Сите можни телефонски разговори кои се одвивале преку фиксните телефони внатре во обвинителството. И надвор, и меѓу себе, буквално се вкупната фиксна телекомуникација. Зошто дури сега е откриена овој скандал, да речем? Републичкиот јавен обвинител рече дека тоа е сега откриено и токму затоа сега го соопштува. Исто така додаде дека вакви проверки ќе извршат и во обвинителството за организиран криминал и корупција, меѓутоа и во судовите. И таму ќе се побара дали можеби и разговорите на судиите и вработените во судовите се снимани на некои вакви уреди. Исто така не се знае ниту точниот датум од кога е оваа опрема, бидејќи не знаат дали претходно постоеле други хард дискови со снимен материјал, па некој ги изнел. Бидејќи ова е во новата зграда на обвинителството, така? Да. Значи не се сигурни 2013, дали и претходно. Разговорите се од 2016, од 30 септември 2016. Сега постојат сомнежи дека е можно да се избришале претходните поради недостаток на простор, па да се снимаат нели понатаму нови, дали можеби се извадени претходни хард дискови или пак целокупната опрема инсталирана во септември 2016. Овие прислушувања добиваат маниакални димензии веќе во државата. Да, како што кажав, се уште не потврдиле дека се работи за прислушување, во овој момент го водат како снимање, меѓутоа очигледно е, можеби и повеќе од очигледно зошто би се снимало ако само за да се снима, веројатно. Целта е можеби и очигледна, само веројатно треба понатака откако ќе отворат истрага и да не доведат, односно да откријат информацијата и кој слушнал дел од тие разговори, бидејќи преголем е периодот, 2 години е преголем период, ако некој имал намера да снима, да не искористи да слушне нешто. Тука треба и некакво вештачење. Да, многу се поголеми сомнежите кои се отвараат. Ќе биде уште поголем скандалот ако се открие дека и во судовите се користеле овие методи. Тоа би отворило уште повеќе прашања. Тогаш би можело да стане збори за тоа дека луѓе одвнатре од обвинителството и од судовите можеби учествуваат во одредени бегства или избегнување кривична одговорност кај до голем дел од лицата.
бидејќи станува збор за обвинителство и судови, што значи дека тие внатре интерно може да разговараат за предметите, односно за постапките кои ги преземаат. Тоа би можело да значи дека постои некој кој би ги известил евентуалните криминалци дека против нив се презема нешто или во таа насока. Рауфи, како ви звучи овој најголем скандал? Најнов, мислам, најголем уште не е, али најнов. Да ви кажем, справо и не сум многу изненаден. Од причина што при честа комуникација со колеги, обвинители и суди, јас имав впечаток дека они се повеќето известни дека се прислушувани. Така. Што дека многу не изненадува, поготово што општо познато дека беа и се прислушуваат функционери. Знаеме дека се обвинителите и судиите функционери, па зашто и они, условно кажам, не би биле прислушувани, кога воопшто сите функционери беа прислушувани. Дали се уште се, не знам. Меѓутоа мислам дека колку се наоѓаш на листата на прислушување? Сигурен сум, во тоа и тоа предметот Бродец. Затоа мислам има и материјални докази. Така и дури ми е и кажано дека сум прислушуван. А по друга страна, може би има нешто добро дека во таа цела катастрофална, би рекол, лоша ситуација, што па најназад и ќе видиме кои се инкриминирани обвинители или суди. Тоа сепак ќе помогне во некој владење на правото. Така. Тоа прислушување. За сега благодарам за една кратка пауза за да може Крис да стане, има работа, а ние продолжуваме со разговорот за сите овие скандалозни случувања и појави во македонското судство и обвинителство. Партиите функционираат како агенции за вработување на членството. Има ли тога шанси департизацијата на јавната администрација како услов за нашата европеизација? Разговор со професор доктор Борче Давидковски. Денеска во ексклузивно интервју со таткото на Дуа Липа. Како ќерка му стана светска ѕвезда. Актерот Горест Цветковски открива што би направил ако беше на местото на бегалецот Никола Груевски. Ќе ги видите фотографиите кои македонската естрада би ги запалила. Гледајте